Значи во ова лудило 100% се е покачано, да ви кажам право, па некои 300%. И затоа добро вечер и ова вечер од местово каде што единствениот продукт не е поскапен 100%. Не, мислам 100% не е покачен. Ама не е ни 300% покачен, бидејќи смејата нема цена. Па така не можеме ни да ја покачиме. Ама затоа можеме да ви ветиме дека ќе се потрудиме да ја зголемиме, само не цената, туку бројноста на оние кои ќе ја користат и оваа вечер. Слободно користете ја бе, безценета е, односно безцена е или без пари е. И еве, како за почеток, ајде да ви продадеме нешто бесплатно со тоа што ќе ве подсетам што тоа зборувам јас со емисии наназад скоро цела сезона, а? Се сеќавате? Постојано повторував, не знам дали некој ми веруваше или не, ама сега се докажа. Не им се дига на бугарите, па тоа ти. Ма ти прави им кефови колку сакаш бе братче. Што сакаш прави, и со молење и со молчење. Дели им комплименти неброени од тоа дека се најумни до тоа дека прават најглупи работи, а сепак никој ништо не им може. И дека тие се главните. Ним не им се дига и не им се дига. А после се лутат, да, и криво им е што на времето бугарките доаѓа во Југославија за една червена, па ќе доаѓаат, не им се дига. Некако и се понедевавме со оваа нова влада, ај, велиме овој млад, каков таков, од Америка дојден, Харвард, знаете, универзитети таму, журки, знаете како е. Па си рековме, ај може би тој ќе го дигне. Ма јак, бре. А наши, бе, тие дремат и џабе чекаат, залудно надевајки се дека ќе се деси чудо ќе се случи. Нема чудо, останува спуштено ко на дедото ветото на Македонија за во Европската Унија. И јас мислам дека ние полека треба да заборавиме на таа приказка до некоја следна прилика. Затоа што, знаете што, и тие се однесуваат како и секоја млада, неискусна и глупа тинејџерка. Ќе ни го дигнат тогаш кога ќе престанеме да ги молиме. А ќе дојде време, ќе дојде. Затоа препорачувам да си се погледаме ние првин самите себе во огледало, да си ги препознаеме и признаеме првин собствените грешки и да запомниме дека не мора да се однесуваме како мајмуни само затоа што потекнуваме од нив. И да продолжиме понатаму без многу да се жалиме, да бидеме искрени првим пред себе, па потоа и пред другите, ведри и насмејани како доликува погледањето на оваа емисија, и со исправена глава да продолжиме да работиме, оти нема од што да се срамиме. Немаме. Овој пат срамот за нивна среќа ќе си го подела тие со французите. И кажувајќи си voulez-vous coucher avec moi ce soir, ќе си легнат заедно, па може би така гушнати и сплотени, ќе им текне, па ќе го дигнат заедно. Вака веќе не бива. Не бива. Македонија била и ќе остане. Та со векови сме издржали и многу потешко. Турците 500 години и кокошките наши ги земале за љубовници, а не па жените. Тешко, па до немајкаде. Само прв пат боли, а нам не ни е прв пат. Ќе се повторам, да, ама ќе кажам уште еднаш, дека не е ништо ново. Сме имали ние и порано многу проблеми, па не сме решили скоро ниту еден за цели 30 години. А и французите незалудно велат дека се најдобрите љубовници на светот. Ете, тоа и се докажа. Ни ветуваа како секој љубовник. Не лажеа така заводливо, со насмевка и на крај не заебаа здраво. Ама топката е топкаста, односно заоблена и се врти. Не знам дали ја чуле она од Бајага, горе-доле, доле-горе, па вели горе, доле. Па ако не ја слушнале, може би еден ден ќе ја почувствуваат, бидејќи кај нас во Куманово, тоа горе, доле, доле, горе, го викаме препрцајка. Кој е слушнал? Слушнал.
кој ќе осети јарно за него, а за вас уште поарно. Ама не плашете се, вие само ќе видите што тоа ќе гледате и вечерва во Нема ѓутиш. Филозоф сам, знае дека и доктор ли си сега? Абе не сам доктор, само да ти кажу ли дека 2 книжке сам потрошија, испунија сам ги здравствени, што сам ишја по доктори. Најубаво е да признаете кривицу, jer такој суд може да ви намали казну или још подобро, да ги вратите паре и у тој случај исто може још повише да ви се намали казна. Абе на трепке ке ти се обесив док не биде по њинове. Не ти нов телефон, не ти лаптоп с повише памет. Меморију Да не се лжу, ама такој осеќам дека се ближи избори, па за тој ми ќе ги направимо тие смени. Издржи до пензију, па так ќе одмараш. Па тој и да умреш може да одмараш там, не мора до пензију да издржиш. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Ја ти викам да ме слушаш, ти се инатиш пасак. Бе, не си инату, бе, се Стојко, како си инату, викам ти тај доктор е мој човек. Ако немам здравствено осигурање, па некако ќе ме прогура. Абре, има да ти го одере кожу, како на јарца, викам ти, а ти не ме слушаш. Како сакаш, така прави. Не ме слушаш. Абре, ти разбираш и се дека ја немам друго решење. Ако не отиду на доктора, за мене нема спас. Немам решење. Ма кој ти вика, бе, тој? Па ја зашто сам туј? Ау, не сам знае. Филозоф сам, знае дека и доктор ли си сега? Абе не сам доктор, само да ти кажу ли дека 2 книжке сам потрошија, испунија сам ги здравствени, што сам ишја по доктори. Па колко сам ја ишја по доктори, бе, може да биду специјалист по општу медицину. Еве, кажи што имаш проблем. На тебе да ти кажа. Сигурно ли ќе да кажеш на никога? Нема да кажеш. Не знам, ако ми не е згодно да ти кажу такој, не е баш згодно. Абе, кажи ми, близки сме. Абе, пред да имамо секс, осеќам некој вртоглавицу, така го врти ми се. А што работиш ти пред секс? Како бре што работу, дувам го лутку. Па тој не е решење за ваши проблеми, бе, Ставре, бе. Па викам ти, ја најди си некоju жену у град, мајко му. Послушате, ја и да не си жена у град. Беше 2-3 пут, више не бива. Кажаву, ја више овој не може. Не може и готово. Зашто во такој кажа? Како зашто кажаву, не може, мене ме страх. Страх ме вре да не умру од љубов. Како тој мислиш да не умру од љубов, бе, Ставре? Такој ќе не иде мужу, ќе ме утепа. Како мислу? Па гледа ти кажу, ја около тие твои проблеми љубовни, што викаш, и не може да ти помогне. Ако имаш некои здравствени проблеми, можда и може. Например, ја погледни какъв си се направија, бре. Како прасе. Да, гледаш ме како сам се направија. А прашали ми имам ли ја апетит уопште? Па добро, имаш ли апетит за едење? Ај. А за едење? Да. Зависи. Некад имам, некад немам. Добро, а кад немаш? Па кад се наеду, так немам.
Nema разбирачка, бре. Значи, тој ти е. Кажати у љубовни проблеми не ти се више меша. Ај за здравствени проблеми да прашам. Стварно пак ќе те прашам. Погледни се, направија си се како прасебе. Треба некој диету да држиш. Диету да држи. Диету. И што тој деме ќе ми помогне да ослабам? И да ти помогне да ослабнеш, да се осеќаш поубаво. Ја ке ти го кажа. Подобранска диета, бре, ставре. Што треба да правам? Што треба да правиш? Значи, прво, 300 грама лист од зељко. Надробиш. 400 грама лист од цвекло. Бубачка. Надробиш. И марулу, зелену салат, колко сакаш. Једи. И тој се треба да једу ја. Да, И ќе ослабну. требало би. А може ли да прашам ја нешто? Прашај. Може ли ја тој се до једу? Не може ли, мислу, мора ли да носу звонче около врат или може да пасу такој без звонче? Ама нема разбирачка. Па господине овакој. Според закон, вас ви се предвидува 3 години минимум затвор за сторено дело кражба. Добро. И? Ама, по досие гледајки, гледам дека ви претходно не сте биле осудувани, нели? Не сам осудуван. И имате семејство, тако е? Имам семејство, да. Како? И женец сте. Па, добро, женец, да. Па, затоа ја мислам најдобро овако е. Кај ќе искочите пред суд, најубаво е да признаете кривицу, јер такој суд може да ви намали казну или још подобро, да ги вратите паре и у тој случај исто може још повише да ви се намали казна. Ајде, бе. Да ги врата паре. Па ја да сам сакаја да ги враќам паре, јас сам теја да зему кредит. А не да направо овој што сам направија. Него друго да те прашам ја, чим сам дошao туј. Ја женат сам, ама сакам да се разведу. Па, видите, господине, ја за паре ќе ве разведу, не е проблем. Ама до мене бар да покушам да ве помиру некако. Глед, не можеш да не помириш. Па пробувава и роѓаци njeni, чичаву, стринкаву, мајкаву, таткову. Не бива, не може. Па добро, еве, жена ви не работи, нели? Не работи како не работи. Ама за тоа еве мала во е плата, нели? Не е мала плата, бе. У добро фирма работи, голема плата, у плата зима како. Добро, али еве, ваши односи су нарушени. Едноставно не иде меѓу вас, не се служувате. Не бе, не су нарушени односи. Зашто? А овакој около куќа, она онда не прави нешто, не е домаќинка, не си ги врши своји услуги, своји работи, не си ги врши. Не бе, како не прави ништо, прави све бе. Ручек прави дома бе, пере, пегла, деца ги чува бе, гледа. Да ти кажу, кад е до кречење, кад ќе дојде, до кречење работа, земе она искречи бе, она мрда ствари, она ги пере теписи, Па, добро господине, ви викате дека жена ви работи. Има солидни примери. Ваши односи не су нарушени. И ви викате дека она е изванредна домаќинка. Па, кажите ми онда, после 30 години брак, зашто сакате развод? Абе, гледај да ти кажа. Види го ја онага све тој работи без волју. Подпишите овдека. Џанка. Досаден како пролив е епитет, с кога го почастимо некога кој не замара, цврцка, притеране. Кажува некој приказка кој никога не го интересира. Досаден како мува е другар на претходно спомнатога. Абе, тој са бајле на нос, на уво, на око, па на уво. Тој што Џанка нешто е досаден како претходни двојца.
Još pa kad će se pogodi da ti je rod rođen, na primjer sin ili kerka, ave na trepke kad ti se obesi dok ne bide po njinove. Ne ti nov telefon, ne ti laptop sa poviše pamet, memoriju da ne ti skuter, zato što svi drugari na koji gi roditelji bili u Afganistan imale skuter, a oni ne. Sve dok ne ga izđanka ono što ga je naumija, ne te ostavlja na miru i toj ti je. Poslednje 2 nedelje žena ga spominja more. Samo go čekam da počne da me džanka. Ете, само да знаете, да ви кажу, за да не кажете дека не сам ви кажа. Овако е, све што лети не се еде. И све што се дере по куќу не мора да значи дека е жен. И свак што те тапша по раме не мора да значи дека ти е пријател. Непријателјски намере су увек искрени. С пријатели тој никад не се знае. И за тој мора да се направи в некои смене. Мора. Некако, не знам, да не се лъжам, а такој осеќам дека се ближи в избори, па за тој ми ќе ги направимо тие смене. Да, и за тој ќе гласате за нас, а не за оние што 30 години ве влечев за нос. Да, ми све ќе сменимо и нормално се ќе работи во смене. Само смене можев да направив добар резултат. Затој гласајте за мене. Со смене, исто како да сте сами. Исто. Сви ќе работи в смене, а ќе плаќа Европа. Европа мора да плаќа, нормално. Тој док се оправимо. Оно вие не могасва да се оправи 30 години. Па ми белким ќе успеемо за 50. Па добро, мора да бидеме оптимисти у живот. Мора, зашто он живот ти се понаша исто како твој фризер. Ти му кажеш, бре, како сакаш да те шиша, а он си шиша по свое. Још што само не ти каже, ма кој те шиша, бре? Али зато е увек туја жена да ти га каже тој, да. Или евентуално у мој случај тата. Он вика, глава не била само за почишување. Замислите, мене тој ми га кажуе, замислите. У главу, у коју не може да улегне ништо, свашта може да искочи. А од твоју главу досе, што ќе искочи? Не може ни од шешир на магионичара да искочи. И џабе ги објаснуеш и ги убедуеш. На будале џабе објаснуеш. Ако на будале објаснуеш, тоа е исто како на глуви да ги шапнуеш. Тате тако вика. Ја не. Ма јок, не, ја верую у вас, ама и у ваш глас. Те гледам те, ја задоволен, увек, ама ти позадоволен од мене данас. Од сабајле те гледам, бе, те газда да не ти качива плату без да ми каже. Па што си толку насмејан? Абе ти знаеш уши да ти ги нема, дека осмех има 3 круга около главу да ти заврти. Море, шефе, па не е све у паре, бе, шефе. Па има и други задоволства. Ја да дочекам за свој живот овој момент да го чуе од теб, дека паре не су најважни у живот. Овој мора нешто да се е десило, не ми се веруе. Ке се утепавме, жими се. Не ми е јасно. Абе, шефе, што да збориме за паре като они су малко и тие што ги видавате? Али, еве на пример, тој што го викате издржи до петак, издржи до викенд. Па што е туј лошо, убаво ти кажа, издржи до викенд, ке дојде викенд и како нормално си што работи во град селјаци, ке се отидеш у село, ке скопаш ниву, време ке ти пројде, ти добро ке си пројдеш завршена работа. Па и тоа што го викате, шефе, текнуерите, издржи до лето, па може да кидеш на море. Откуде ми на мене паре за на море, шефе? Па викамо ти, убаво викаш, викамо ти, кажале смо ти, можда кидеш на море. Сега ти ако немаш паре и не отидеш на море, там многу ли е битно. Ја море, ја пчиња, те куде.
Важно е да ладиш ноге, бе. И па е, оно е вашето. Издржи до нову годину, па можда ќе биде со свој. Ја тој не сам ти каже. Не, ја тој не може да ти го мисли. Бега бе тамо со свој. Па тој бе и да се на други празници некој, не за нову годину, за духови пример се иде. Не. Абе, шефе, викам ти, можда ќе биде со свој дома. За нову годину, разбираш? А дома, па тоа па многу битно, па дома ко биеш со свој, па сасим си свак ден, па и за нову годину. Што е тоа битно? И оној последњови е најако. Издржи до пензију, па так ќе одмараш. Па тоа и да умреш може да одмараш там, не мора до пензију да издржиш. Мислу, немој лошо да ме сватиш, тоа ме работа. Јас сум ти меѓу најблиски људи, не ти мисли лошо. Га си жив и здрав, да си дочекаш пензију. Знаеш ти дека има дека дочекав пензију? Има пуно. Дочекав пензију, па и го користив. Па 5-6 месеца малко ли су? Бања има што прави, бе, идев. Има. И на крај кај ќе си помислу зашто сам ја цел живот трчаја да може да издржу до крај, тако ли? Живеја ли сам или сам издржуваја? Сак поштено да ти кажу, и мене ме малце замисли. Тачно. Е добро, а што тој најде да ти е поголемо задоволство од пари? Ке ти кажа? Виагра. Нашија си Виагру. Да. Боже мили, за останат човек. Па Виагра е пронајдена, знаеш од кад, бе? Абе, шефе, Виагра за мужи, да. Ама има Виагра за жене. Има, знам. И знаев пуно дека има Виагри за жене. Не е тој проблем. Проблем е што не ќе жене да го пие. Пие. И тој понекад по 2 испие. Твоја жена Да. пие Виагру. Да. Кажи бе, жив ти се како го натера да пие Виагру, жив ти се. Па кажево ја на njom дека су тој апчиња за главу. Видиш, тој не ми е текнал. Добро, ма барем пројде во глава. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутра, И сега, после мојата најава, многумина може да кажат и дека ја претерав и дека сум бил премногу безобразен со моите коментари во однос на третманот што го добивме од бугарите. Па што, и нека кажат. Ич не ми е гај. Ич. Они не вреđаат, плукаат, ништожат и множат со нула веќе 2 години, па никому ништо. Така и сега. Па ако тие кон нас користат порно третман, и тие ништо поаре нема да добијат од нас. Толку. И толку за бугарите. Ама толку и за оваа сезона. Дојде крајот на јуни. Јас искрено се надевам дека имавме убава, искрена и пред се смешна врска и дека не бевме без врска. Се трудиме веќе 8 сезона, од кои трета од тие 8 на ТВ24 да внесеме барем малку ведрина во овие напатени души македонски кои за жал повеќе разговараат за политика
отколку за своите ближни кои искрено ги љубат и од нив добиваат искрена и безусловна љубов која ретко ја чувствуваат. А знаете зошто? Затоа што повеќе внимаваат лидерот што ќе каже, за да подоцна тоа се протолкува и прераскаже. И да не се чудите, така ќе биде и понатаму. Да, се додека наместо спортистите, актерите, пеачите, уметниците, па еве да бидам нескромен и ние, водителите, сме по-непознати од политичарите. Па само во ненормални држави се прави селфи со политичар, а не со музичар, еве, например. Да, тие се главни звезди. И од нив зависи се. За некои оние сосема што забегар, зависи дури и од дењето во тоалет. И па мора да си праша. Што ако сгреши, па влезе во погрешно веце. Ние не сме со тие, ама не сме ни со сите. Не сме. Но сепак ќе бидеме тука за сите цело лето, со некои нови содржини и микс од најдобрите и најсмешните моменти од оваа година. А за следната, ќе ви подготвиме нешто уште поарно. Јај сега да не звучам како што звучат бугарите, ама ние ветуваме дека ќе го дигнеме скалилото и дека ќе ја оправдаме вашата доверба. Со верба во вас и во сите добри души, кои си го подобрија расположението со оваа емисија, барем еднаш се простувам од вас. И да простите, ама нема така лесно од нас да се откачите. Гледајте миксеви до новите содржини. Чао на сите до следната сезона. Чао. Значи за сливеджанке, крушке, караманке, сливеджанке, крушке, караманке. Була буре гуре, што ми е мене? Е другар на претходнога спомнатога. На претходнога спомнатога. Глупчо. Реков да ти речам, па не ти реков, па си реков, ајде да му речам, да не рече, да ми рече, па не ми рече. Е другар на претходно спомнатога. Мајко. Реков да ти речам, па не ти реков, па си реков, ајде да му речам, да не рече. И еден зуб правење, глешто. И на крај још камиказе, се уче пасе. Камиказа сак ќе биде. Учителот вика дека вика, не се вика, туку вика дека вика се вика, вели? Како тој мислиш врти ти се? Колку време ти се врти? Па врти ми се пред да имамо секс, да годувам лутко.